На крајот на ова судење, доказите ќе покажат дека обвинетиот Александар Нацев бил вработен, а не и реален собственик на Rubicon Security Solutions Duel Скопје. Обезбедувањето немало договорна надлежност, ниту добивало инструкции да врши или вршело работи на приватно физичко обезбедување од обвинетиот Александар Нацев или пак вршело било какви работи на приватно физичко обезбедување. Обвинетиот Александар Нацев со ниедно свое действие или пропуштање да преземе действие не го предизвикал пожарот. Обвинетиот Александар Нацев не може да се товари за непреземање действие кое законски или договорно не бил обврзан да го преземе. Денес сите овде сме исправени пред брутално силување на Законот за приватно обезбедување со цел одредени негови одредби да послужат како подкрепа на теоријата на случај која ја презентира подносителот на обвинението. За да се цени дали постои одговорност на правното лице, треба да постои раздвојување, односно точно определени одговорни лица и временска јасност. Имаме нејасна правна квалификација за кривично дело за кое што се товари правното лице, не достигна раздвојување на действијата на обвинетите лица кои што се опишани заедно, како и не се идентификувани одговорните лица, односно не е утврдено кое лице било одговорно во правното лице, како и во неговата поддружница Клуб Пулс, ниту пак во кој период. Обвинението формално се повикува на член 288 став 5 во врска со став 3 и 2, меѓутоа суштински не покажува која конкретна обврска ја повредило одговорното лице во рамки на правното лице и како токму тоа конкретно пропуштање, а не целокупниот системски колапс на други надлежни органи ја предизвикало значителната опасност и трагичната последица.